Почнуваме ново издание на регионалните вести за овој 22 декември. Националната установа библиотека Кочо Рацин од Тетово годинава слави јубилеј, 70 години од своето постоење. Денес се одржа пригодна манифестација на која беа наградени 40 најактивни читатели. 70 години од своето постоење годинава слави Националната установа градска библиотека Кочо Рацин од Тетово. Денес на денот на раѓањето на поетот и револуционер Кочо Рацин се одржа пригодна манифестација на која беа наградени 40 најактивни читатели. Се работи за 70 годишнина од основањето на библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Во исто време го споивме овој настан со еден голем ден, денот кога е роден еден голем македонски поет и револуционер Кочо Рацин, што е воедно и патронот, односно името на нашата институција. Овој ден денес вршиме и прогласување на читателите кои што ни се најактивни во изминатата 2015 година. Ги наградуваме и читателите и од одделот за деца и од одделот за возрастни, и самите видовте условите во кои што го реализираме ова се тие во кои што ние секојдневно работиме. Значи читателите се запознати, а искрено се надеваме дека проектот што е веќе започнат, дека ќе биде завршен и дека еден ден ќе може на достоен начин да прославиме дали 75, дали 80 годишнина и сите други манифестации да ги имаме во една подостојна средина и подостојни услови. Вкупно беа наградени од одделот за деца 10 членови, 5 од албанска националност, 5 од македонска. А од одделот за возрастни имаме поделба по категории на членови, со оглед на тоа дека тука имаме и средношколци, имаме студенти, имаме возрастна категорија на пензионери, значи од секоја категорија по 3. И 15 вкупно на македонски, 15 на албански. Значи вкупно 40 корисници на услугите на библиотеката се добија своја награда. Најредовните членови на Националната установа градска библиотека Кочо Рацин од Тетово за 2015 година беа наградени за својата љубов кон убаво пишаниот збор со комплет од книжевни дела. Наградата за сите нив, освен што представува задоволство и признание, представува и поттик за понатамошно дружење со книгата. Меѓу наградените за својата активност и редовност е и новинарката на телевизија КИС Лилјана Симуновска. Наградава ја добив како најдобар читател за 2015 година. Чувството е супер, прекрасно, значи феноменално. Што најчесто читате? Најчесто читам психолошки книги, од кои што најдобрата книга што ја имам до сега прочитано е Моќта на подсвеста. Таа е една од книгите што ми дава моќ за понатаму да читам, односно да имам повод за читање. Навистина ми е чест што покрај толку повозрасни читатели, членови на оваа библиотека, сум избрана и јас, меѓу нив со моите само 12 години. Најмногу читам криминалистички романи, највеќе од Агата Кристи. Најмилен ми е Азбучните убиства. Јас сум многу задоволна од наградата. Што најмногу читаш? Јас сега во месецов најмногу сакам да читам Хари Потер. Значи, повеќе од 20 години сум член на библиотеката Кочо Рацин од Тетово и оваа награда многу ми значи, не е прва, сум добивала и друг пат и секако многу ми е драга. Инаку, сакам да читам различен тип на литература, психолошки, биографии, љубовни, романи, драми, секакви. Инаку снабденоста со лектирни изданија и стручна литература на градската библиотека Кочо Рацин засега ги задоволува потребите на читателите, а библиотеката се труди да ги обезбеди и бараните бестселери преку соработка со издавачките куќи во земјава. Тетовци читаат се. Радува фактот што се повеќе од ден на ден се сретнуваме со тоа дека се зголемува бројот на онаа категорија на повозрасни луѓе. Читаат белетристика, децата си ги читаат оние лектирите кои што им се задолжителни, читаат исто така слободна литература. Доста се чита сега и литература некој од универзитетските учебници, затоа што нормално град сме со 2 универзитети. Се трудиме да одиме во чекор со времето, да набавиме се она што се бара од страна на нашите читатели. Значи да го имаме, колку ни овозможува просторот, тоа е. И самите гледате во какви услови сме. Се набавуваме со минимален тираж, за да можеме каде да ги сместиме книгите. Например, се случува од 150 па до 250 дневно по оддел зборувам циркулации.
Секој може од денес од дома тоа да си го провери, затоа што ние имаме всушност онлайн каталог, имаме своја веб страна, автоматизирани сме во целина и може од дома да ја видите како се движи параметарот на позајмување во библиотеката Кочо Рацин. Значи си има посебна статистика на нашата страна и се води бројот на дневни позајмувања. Кон крајот на 1945 година во конфискувана новоизградена куќа со работа започнала Градската народна библиотека под покровителство на тогашното Поверенство за народна просвета. Почетниот фонд броел 2000 книги, наследен од читалницата на тетовската младина. Првите години во библиотеката биле запишани околу 500 членови, од кои најголем број биле средношколци. Во 2000 година, согласно Законот за денационализација, објектот во кој била сместена библиотеката е вратен на наследниците, а ова јавна установа е преместена во приземните простории на Домот на култура. Во овие простории со вкупна површина од 200 метри квадратни, Градската библиотека Кочо Рацин од Тетово функционира и до ден денес. Со цел да се поттикне љубов кон книгите кај децата во Гостивар се организираше заедничко читање на сликовници за учениците од нижите оделенија. Настанот е во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство. Со цел да се поттикне интерес и љубов кон книгите од рана возраст, во Центарот за култура во Гостивар денес се одржа заедничко читање на сликовници. Актери им читаа сликовници на дечиња од нижите одделенија од гостиварските основни училишта. Настанот се организираше во рамки на проектот со читање до лидерство, финансиран од УСАИД, што го спроведува Фондацијата за образовни културни иницијативи Чекор по Чекор. Главните цели на овој проект е да ги процениме и да ги подобриме јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните оделенија и соработуваме со сите основни училишта во Република Македонија. Работиме како со наставниците, така и директно и со дечињата, со учениците од прво до трето оделение и со нивните родители и останати членови од семејството. А денес сме тука во Гостивар, во Домот на културата, за да ја промовираме нашата нова збирка сликовници. Имено во септември месец издадовме збирка сликовници под насловот Нашата прва библиотека, достапна на македонски и на албански јазик. Истата се содржи од 20 наслови сликовници за деца, прирачник за активности, кој што може да го користат наставниците и родителите, и постер со темите опфатени во сликовниците. Децата што дојдоа на заедничкото читање со внимание слушаа и учествуваа во креирањето на приказните од сликовниците. Но во Гостивар, секојдневната слика кога е во прашање читањето на книги изгледа поинаку. Градската библиотека има богат книжен фонд, ама колку гостиварци имаат и развиваат читачка култура. Тоа е точно дека поседуваме добар, богат фонд и од бестселери, и од стари изданија кои имаат вредности и ние како институција или како библиотека ги правиме сите напори за да ја дигнеме културата врз читањето или интересот врз читањето со низа проекти. Напорите ќе продолжуваат, иако со статистиките кои ги вршевме ние од ова, мислам за ова година и минатата година, за жал, но реално е ова дека бројот на читателите страшно паѓа и интересот е многу мал. Збирката од 20 сликовници, што денес со заедничко читање беа промовирани во Гостивар, ќе ги збогати полиците на училишните библиотеки. Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок традиционално и оваа година ќе приреди новогодишен концерт. Концертот на хорскиот ансамбл ќе се одржи на 23 декември во среда во Центарот за култура во Тетово. Традиционално и оваа година во пресред на Нова година, Сдруженијето за култура и уметност Илјоантевски смок од Тетово ќе одржи концерт. На 23 декември во среда, хорскиот ансамбл ќе овозможи вистинско музичко уживање за сите љубители на хорската музика. Традиционалниот новогодишен концерт ќе биде приреден во Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово, со почеток во 19 часот и 30 минути, а влезот ќе биде бесплатен. Концертот е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и од општина Тетово.
Инаку од формирањето во далечната 1922 година, Сдруженијето именувано како Бинички, па преку неговото преименување во 1947 година, се до ден денес, Сдруженијето за култура и уметност или Антески смокот Тетово се залага за зачувување и истражување на посебностите на богатото културно и уметничко наследство и негово поставување на сцена. Низ редовите на ова друштво поминале голем број генерации, кои со своите настапи и успеси во Македонија и надвор од неа, дале голем придонес за културата и уметноста во земјава. На првиот ден од зимата температури релативно повисоки за овој период од годината. На снегот нема да се израдуваме ни до крајот на годинава. Релативно високи температури за овој период од годината на првиот ден од зимата. Првите зимски денови во Македонија не очекуваат пролетно-есенски температури, а ќе продолжи сончевото и надпросечно топло време. Во утринските и вечерните часови по котлините и долините ќе има појава на магла, која понекаде ќе ја намали видливоста и до 50 метри. Температурите без некои поголеми отстапувања. На снегот нема да се израдуваме ни до крајот на годинава. Во текот на денешниот ден времето во Тетово и околината ќе се задржи магливо и студено со максимална температура околу 0 степени. Инаку и во текот на утрешниот ден ќе биде магливо, утринската температура во Тетово ќе се спушти до -3, а дневната ќе достигне до 1 степен. Во четврток кон крајот на денот и во петок ќе дува слаб до умерен северен ветер, кој што ќе предизвика намалување на условите за појава на магла, што значи дека во петок ќе имаме сончево време со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура поради ова во петок ќе биде повисока, ќе достигне до 9 степени. Инаку во деновите од викендот повторно се очекува по котлините да има појава на магла и ќе се задржи повторно постудено време. До крајот на оваа година врнежи не се очекуваат, барем според материјалите со кои што располагаме во моментот, така за снежни врнежи и воопшто врнежи воопшто во земјава не се очекуваат до нова година. Денес маглата направи проблеми во сообраќајот, па така утрово според информациите од Автомото Сојузот на Македонија, намалена видливост до 50 метри имаше во Гостивар, додека пак голем дел од летовите на Скопскиот аеродром беа откажани или пренасочени. Маглата е штетна и по здравието на луѓето. Додека градот се гуши во магла, на повисоките места и на планините преовладува сончево време. На местноста Кале само мал број граѓани го искористија денот за рекреативно пешачење во природа, подалеку од сообраќајниот метеж и загадувањето. Па добро, овде како што гледате е сончево убаво. Тетово доле се гуши, како што знаеме, и од овде се гледа дека се тоа као некое море, Тетово нема ни зграда, не се гледа од овде, се тоа магла да речем или смог, кој знае што е веќе. Овде е перфектно, има народ, се движи, меѓутоа не е тоа. Убаво е, сончево е, тоа е. Така, колку го препорачувате ваквото рекреативно пешачење кон Кале? Па би требало сите, поготово на овие мои години вака, би требало секој да излезе. Убаво е, перфектно мислам. Многу е важно да ја осетиш природата, кој сака тоа може да го осети. И убаво е, пешачењето е и здраво, нормално. Зимата официјално започна утрово во 5 часот и 48 минути. Денешниот ден на северната полутопка беше најкраток за 2015 година, а на јужната полутопка пак најдолгиот ден и воедно прв летен ден, бидејќи таму започнува летото. Во Република Македонија првиот зимски ден ќе трае само 9 часа и 7 минути. Ноќта пак ќе биде најдолга за 2015 година и ќе трае цели 14 часа и 53 минути. Зимата ќе заврши на 20 март 2016 година во 5 часот и 32 минути за време на пролетниот еквиноциум или рамноденица. Продолжуваме со полицискиот билтен. 15-годишник дошол со пиштол во училиштето во Пирок, каде се заканувал на тројца ученици. Инцидентот поминал без последици. За среќа без последици поминал вчерашниот инцидент во училиштето во Тетовски Пирок, каде 15-годишник од Камења не извадил пиштол со којим се заканувал на тројца тамошни ученици. На инцидентот му претходела вербална расправа меѓу тројцата ученици, малолетникот, а малку не достигало да прерасне во меѓусебна физичка пресметка. Што тројцата ученици влегле во училишниот објект.
Набрзо по нив во училишниот објект влегол и 15 годишниот малолетник кој извадил пиштол, го репетирал и го вперил кон тројцата ученици, а потоа им се заканил и излегол од училишниот објект. 15-годишниот малолетник, кој инаку не е ученик во училиштето во Пирок, од страна на полицајците бил најден во близина на српските гробишта во Камењане, каде живее. Му го одзеле пиштолот марка Екол, што бил без рамка и куршуми, и во присуство на родител е повикан во СВР Тетово. По целосно расчистување на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. При работа тешко повредено 28-годишно момче паднало од балконот на објект на кој работело, од височина поголема од 3 метри. 28-годишно момче од Чегране се здобило со повреди при работа. Според СВР Тетово, вчера околу 11 часот тоа во без сознание било донесено во гостиварската болница. Како што информираат од тетовската полиција, момчето непосредно пред тоа работејќи на објект во Чегране, заедно со неговиот брат од засега непознати причини загубило рамнотежа и паднало од балконот на бетонската патека во дворот. Од паѓањето од височина поголема од 3 метри, момчето добило тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош итно е префрлено на скопските клиники. Во координација со јавен обвинител и трудов инспектор, извршени увити се утврдуваат причините и другите околности поврзани со случајот. Непознат сторител фрлил молотов коктел во кафуле лоцирано на улицата ЈНА во Тетово. Во инцидентот нема повредени. Молотовиот коктел бил фрлен утринава околу 4 часот. Од страна на непознат сторител било фрлено стаклено шише со запалива течност во изложното стакло на угостителскиот објект, лоциран на улицата ЈНА во Тетово. Фрленото шише го оштетило изложното стакло на објектот, паднало на бекатонската подлога и се запалило. Нема повредени, а не е причинети позначителна материјална штета. Случајен минувач го забележал запаленото шише и брзо го изгаснал, пошто за кусо време на местото пристигнала и противпожарна екипа. Извршен увид пронајдени и подигнати се делови од шишето, како и други траги кои ќе се вештачат. Се работи на целосно расветлување на случајот, кој зошто го фрлил шишето кон угостителскиот објект. Секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделие во соработка со комерцијалните банки во среда во салата на општина Тетово. Со почеток во 18 часот ќе одржи презентација за сите заинтересирани земјоделци. При тоа ќе се презентираат можностите и условите за користење на грантниот фонд и можности кои ги нуди ИПАРД програмата. Финансиската полиција уапсила 19 лица, меѓу кои има 2 поранешни и 9 вработени во Агенцијата за катастар на недвижности, собственик на приватна геодетска фирма од Скопје и 7 лица кои незаконско се стекнувале со недвижен имот. Тие се товарат за повеќе кривични дела и тоа злоупотреба на службената положба и овластување, соизвршителство, примање подкуп, поднесување лажни докази и помагање. Акцијата Геодет финансиската полиција ја отворила како резултат на пријава од Агенцијата за катастар на недвижности. Осомничените за неколку месеци успеале десеттици катастарски парцели во поширокиот реон на град Скопје, кои биле во собственост на Македонија, да ги запишат на физички лица. Потоа десеттици катастарски парцели во Скопско, кои биле во собственост на физички лица без нивно знаење, биле пренесени во собственост на други физички лица за одреден паричен надоместок. Председателот Ѓорѓе Иванов за време на неговото годишно обраќање во парламентот изјави дека во изминатите 6 години Македонија се соочила со 3 политички кризи, секоја посериозна и подлабока од претходната. Според него диалогот изостанал, а политичкиот воздух станал толку загаден од сомнежи и меѓусебни обвинувања, што почнал да го гуши македонското општество. Тој посочи дека договорот од пржино е резултат на политичката неодговорност. Иванов нагласи дека на политичките лидери не им бил доволен уставниот поредок за да седнат и да се договорат и наместо во институциите се среќавале на други места и во други формати. Нивна била одлуката, како што наведува тој, и нивна е одговорноста за пржино, при што оние кои ја преземале обврската треба и да ја исполнат.
Полицијата во Сараево уапсила 11 лица осомничени за тероризам и пронашла голема документација која докажувала дека подготвувале терористички напад. Бил уапсен и еден од главните водачи на групата која одржувала контакти со милитантите на Исламската држава. Претресени биле повеќе стамбени локации во Сараево. Бројката на бегалци и мигранти кои преку копно или море пристигнале во ЕУ надмина 1 милион, додека околу 3600 од нив умреле или исчезнале. Во заедничко соопштение на Агенцијата за бегалци на ООН и Меѓународната организација за миграција е наведено дека половина од бегалците потекнуваат од Сирија, останатите 20% се од Авганистан, а 7% од нив се од Ирак. Најголем дел од бегалците и мигрантите над 800.000 пристигнувале во ЕУ преку Грција. Министерството за одбрана на САД соопшти дека 6 американски војници загинале во самоубиствен бомбашки напад во близина на воздушната база Баграм во Авганистан. Тоа беше најсмртоносниот напад врз меѓународните сили во таа земја од август годинава. Секретарот за одбрана Еш Картер соопшти дека при тоа загинале и двајца припадници на воениот персонал, како и еден американски воен соработник. До нападот дојде во момент кога талибанските милитанти ја презедоа контролата врз Сангин во провинцијата Хелманд, кој се наоѓа јужно од Баграм. Пентагон и Белата куќа изразија сочувство до семејствата на загинатите и наведуваат дека САД остануваат посветени на поддршката на афганистанскиот народ. Вчера исто така дојде до ракетен напад врз едно предградие на Кабул, каде што се лоцирани многу странски амбасади. Нема извештаи за жртви. Британија испрати воени советници во јужната афганистанска покрајна Хелманд по извештаите дека талибанците го освоиле реонот Сангин. Локалните власти соопштија дека сите патишта кои водат до Хелманд биле под контрола на талибанците. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Москва ќе продолжи со напорите за решавање на трговските спорови со ЕУ и Украина. Според него на прашањето најверојатно ќе се навратат неколку пати и Русија сака да ги нормализира односите со трговските партнери. Минатата недела Путин и нареди на владата да ја суспендира слободната трговија со Украина од 1 јануари наредната година. Вонредните околности, како што наведе тој, влијаат на економската сигурност на Русија. Денес имавме магливо време. Утринската температура се движеше од -3 до 6, а дневната од 8 до 14 степени. Утре не очекува исто како и денес магливо време. Утринските температури ќе се движат од -3 до 5, а дневните од 6 до 14 степени. И тоа беше се што ви подготви информативната редакција на Радио и Телевизија КИС. Ви благодариме на вниманието и пријатно.